Внимавајте, следи температурен шок на удар хронично болните, имајќи го во предвид најавите од синоптичарите за пеколните денови кои следуваат, лекарите, но и Министерството за здравство со апел до граѓаните да ги почитуваат препораките од здравствените работници. Последица на тоа се зголемениот број на мозочни удари кои за жал не бираат возрастна категорија. Во овој период доста е чест бројот на пациенти со вртоглавици, главоболки. Од некои од тие пациенти на крај се излезени и како транзиторни исхемични атаки, односно малтене состојба пред мозочен удар. Затоа напоменувам уште еднаш сите пациенти кои што ќе ги почувствуваат овие симптоми веднаш да се јават кај своите матични лекари, да се направи преглед и проценка од страна на лекари доколку е потребно да се направат некои дополнителни диагностички процедури. Движењето надвор во период од 11 до 17 часот да биде ограничено. Многу течности и носење на лесна облека се само дел од препораките на лекарите. Овие препораки важат за сите, иако ги потенцират само хронично болните, меѓутоа децата, бремените жени и сите оние кои што реално не мора да бидат на отворено во овој период, најдобро е да бидат во климатизирани простори. Но она што најбитно, доколку веќе мора да се излегува по гориштиниве надвор, да се консумира што поголема количина на течности. Од 2 литри нагоре е препораката, значи да се зема доволна количина на течност за да настане дехидратација. Посебно за децата препорачувам да се внимава на храната, во овој период да се консумира само добро термички обработена храна, значи поради тоа што таа е доста подложна на расипување со порастот на температурите, редовно миење на раците, значи за превенција од цревни инфекции кои се доста чести во овој летен период. Денеска покрај Министерството за здравство и лекарите, соопштение до јавноста по однос на жолтата фаза и температурите од 40 степени излегува од Синдикатот за градежништво. Оттаму вела дека барањето за превентивни мерки ги доставиле согласно временската прогноза која предвидува топлински бран од повисок ранг, со особено високи температури во периодот од 2 до 5 јули. Тие велат, укажуваме дека работодавачите од целата држава треба да ги почитуваат општите препораки за заштита на работниците од високите температури, како што се заштита од директна сончева изложеност, избегнување престој на отворено во период од 11 до 17 часот, конзумирање повеќе течности и хигиенски начин на подготовка на храната, се вели во соопштението од овој синдикат.